Добар ден, почитувани ученици. Денес имаме училница во предметот конструкција на облик. Наставна единица за денешниот час ќе биде скица, анализа и основен крој на машка кошула. Кои се целите на час? За денешниот час ученикот потребно е да стекне знаења, вештини и компетенции за да може да изработва кројни делови, односно шаблони на машка кошула со размер 1:4, да врши пресметување на помошни мери за конструкција на машка кошула и да развива чувство за креативност. За денешниот час потребен прибор ни е молив, гума, размер 1:4, линијар, криволијар, тетрадка А4 формат и дрвени бои, со цел успешно да биде спроведен час. Овде на сликата ни е дадена скицата на модел. Имаме преден дел на машка кошула и заден дел на машка кошула. На предниот дел имаме едноредно закопчување, кое што почнуваат од вратниот израз па се до должината на кројот, додека на левата страна има нашиено џеп. Од скицата можеме да видиме дека имаме едноредно закопчување, кое што почнуваат од вратниот израз па се до должината на кројот, додека на левата страна имаме нашиено џеп. На задниот дел имаме платка која се наоѓа над линијата на ракавениот израз со две мали фалки. На скицата можеме да видиме дека на задниот дел имаме платка која се наоѓа над ракавниот израз со две мали фалки. На ракавите имаме манжетни со едно копче и мала лајсна која е сошиена за рака. Уште имаме и обична јака на оваа класична кошула која е наменета за повеќе придобив. На ракавите имаме манжетни со мали лајсни и по едно копче, додека имаме и обична јака и оваа кошула е класична кошула која што е наменета за повеќе придобив. Со цел да извршиме конструкција на основен крој на машка кошула потребни ни се главни мери. Главни мери за овој час ќе ни бидат висина на дело 177 см, обем на гради 100 см, обем на половина 90 см и обем на колкови 104 см. Со помош на главните мери вршиме пресметка на помошни мери. Помошните мери ни се должина на ракавен израз, должина на грб, должина на крој, ширина на вратен израз, преден дел, ширина на гради, ширина на ракавен израз и градна ширина. Потребно е да извршиме пресметка на сите овие помошни мери со цел да добиеме конструкција на основен крој на машка кошула според дадените главни мери. Овде на сликата можеме да видиме дека имаме извршена конструкција на основен крој на машката кошула. Започнуваме со конструкција од десно кон лево. Од седмиот пратен вршлен или почетната точка 1. Нанесуваме должина на ракавен израз и ја добиваме 2. Исто, од почетната точка 1 нанесуваме должина на грб и ја добиваме точка 3. Исто така, од почетната точка 1 нанесуваме должина на крој и ја добиваме точка 4. Од сите овие точки, кои што ја представуваат задната средина, повлекуваме хоризонтални линии на левата страна. Од точка 2 или од должина на ракавниот израз одеме налево, нанесуваме ширина на грб и ја добиваме точка 5. Од оваа точка одеме нагоре, пуштаме вертикална линија во пресек со линијата 1 и ја добиваме точка 6. Од почетната точка или од седмиот вратен вршлен нанесуваме на левата страна ширина на вратен израз, каде што ја добиваме 8 и подигаме нагоре 2 см. Со помош на криволијар поврзуваме со точка 1. Од точката 6 надолу спуштаме 2 см
И ова точка 9 спојуваме со подигнатата точка 8. И спуштаме на левата страна плюс уште 2 см. Значи веќе ни е формирана линијата на рамото и вратниот израз. Ова растојание од 5 кон 9 го мериме и го поделуваме на 4. И нанесуваме од точка 5 па нагоре. Едно добиваме точка 11 и одиме 1 см налево. Од почетната точка 1 или од седмиот вратен прошлен одиме надолу за 6 до 7 см, каде што ја добиваме точка 12. Обликуваме хоризонтална линија на лево во пресек со линијата 9 и 5 ја добиваме точка 13. Од оваа точка одиме горе и доле по 1 см и надесно ја поделуваме оваа линија на два еднакви дела. Ги поврзуваме со оваа линија каде што добиваме брусна или веќе ни е формирана платката на задниот дел на машката кошула. Од 10 подигаме 2 см нагоре и од подигнатата точка 8 подигаме 2 см нагоре. И ги спојуваме овие две точки 14 и 15. Значи веќе ни е формирана платката на задниот дел на машката кошула. Точката 14, 10, 13, 1 и 7 ги поврзуваме со кривулјар со цел да се формира и ракавниот израз на машката кошула. Од 7 спуштаме вертикална линија надолу и во пресек на линијата на должината на грбот или должината на кројот ја добиваме точки 16 и 17 и точка 18. Од оваа пресечна точка која што добивме 7 во пресек со линијата 3 одиме десно и лево по 1 см и ги добиваме точки 16 и 17. 7 спојуваме со 16 и со точка 18. Значи веќе комплетно ни е дадена основната конструкција на задниот дел на машката кошула. Го формираме ракавниот израз, задниот дел, задната средина и должината на крој и страничниот шев. И одгоре ни е дадена платката. Гледате дека платката е обоена со виолетова боја, додека пак задниот дел, задната средина и страничниот шев ни е обоена со плава боја. Од 7 до 20 одиме сега да го формираме и предниот дел. Од 7 до 20 одиме 1/2 од ширина на ракавен израз. Ја добиваме точка 20. Исто колку што одевме од 5 до 7, толку одиме и од 7 до 20. Значи 1/2 од ширина на ракавен израз. Од 20 кон 21 нанесуваме градна ширина. Од овие две точки публикуваме вертикални линии нагоре и нанесуваме предна должина. Ги добиваме точките 22, 23 и ги спојуваме со хоризонтална линија. Од 22 на лево нанесуваме ширина на вратен израз, ја добиваме точка 24 и од 22 кон 25 нанесуваме ширина на вратен израз плюс 2 см и ја добиваме точка 25. Со помош на кривулјар ги спојуваме овие две точки. 24 и 25 и го формираме вратниот израз на предниот дел на машката кошула. Од 23 до 26 спуштаме 4 см надолу. 26 ја поврзуваме со точка 24 и одиме плюс на десната страна 2 см, каде што ја добиваме точка 27. Ова растојание од 26 и 20 го мериме и го поделуваме на 4 дела. И во пресек со линијата 11 ќе ја добиеме точка 28. Ги поврзуваме, значи, линијата на рамото со точка 27, точка 28 и точка 7. Значи, веќе ни е формиран ракавниот израз на машката кошула на предниот дел. Од 27 и 24 спуштаме 2 см надолу. И добиваме точка 29 и точка 30. Од 7
до 17 поврзуваме и 17 поврзуваме со точка 18. Од 25 одиме 2 см налево и во пресек на должината на кројот ја добиваме точка 19. Кажавме дека имаме едноредно закопчување на 6 до 8 см. Ова ни представува предна средина на основен крој на машка кошула, страничен шев и задна средина на машката кошула. Овде ни е дадена платката. Значи веќе ги формирам и платката, и предниот дел, и задниот дел на машката кошула. Овде ни е даден опис на задниот дел на машката кошула. Значи како се врши конструкција на заден дел на машка кошула. Исто и овде заден дел на машка кошула, овде ни е даден предниот дел, значи подетално како се врши конструкција на преден дел на машка кошула. Сега да го формираме џеб. Од точка 20 налево одиме за 3 см. Подигаме 2 см нагоре и на левата страна хоризонтална линија од 11,5 см. Спуштаме надолу 12,5 см и поврзуваме каде што го формираме џебот на предниот дел на машката кошула. Овде во долните ќошиња одиме горе 1,5 см и десно 1,5 см. Во десното ќоше исто 1,5 см на левата страна и 1,5 см на нагоре, каде што ги спојуваме со овие две точки. Овде ни е дадено дека точките 1, 12, 13, 10, 14, 15 и 1 ја представуваат платката на заден дел на машка кошула. Додека пак точки 12, 2, 3, 4, 18, 16, 7, 11 и 13 го представуваат задниот дел на машката кошула. 30, 29, 28, 7, 17, 18, 19, 31, 25 и 30 го представуваат предниот дел на машката кошула. Значи, според основниот крој можеме да видиме дека 1, 12, 13, 10, 14, 15 и повторно 1 го формира платката, ја формира платката на задниот дел на машка кошула, додека 12, 2, 3, 4, 18, 16, 7, 11, 13 и 13 ја формираат задниот дел на машката кошула. Овде на предниот дел е составено 25, 30, 29, 28, 7, 17, 18, 19 и 31. Гледате дека овие три кројни дела се со различна боја обоја, со цел да може да се разликува. Ево овде ви е дадена шема на конструкција за секој предмет на обликување. Имаме линија на вратен израз, линија на гради, линија на половина, линија на колкови и должина на крој. Овде оваа вертикална линија ни представува задна средина, средишната линија ни представува страничен шев и левата вертикална линија ни представува предна средина. Дојдовме до заклучок дека врз основа на главните мери извршивме пресметка на помошни мери кои што служат за конструкција на модел. И со помош на помошните мери извршиме конструкција на основен крој на машка кошула. И препознавање на кројните дел, преден дел, заден дел, платка, лајсна и џеб на машката кошула. Вие, ученици, за дома имате за задача. Дадени ви се главните мери, висина на тело 171 см, обем на гради 92 см, обем на половина 82 см и обем на колкови 96 см. Со помош на овие главни мери да извршите пресметка на помошни мери и да се изврши конструкција на основен крој на машка кошула. Значи конструкција на преден дел, заден дел,
конструкција на платка и конструкција на џеп. Ви благодарам на вниманието.